Тие документи требаше мене да ми ги дадеш, Нестрин. Ке го затворев човекот уште многу одамна и немаше да се случат овие глупости. Знам, ама мислев дека ако ги чувам кај мене, Акиф нема повеќе да ми се приближува. Нестрин, ти сама не можеш да се справиш со такви луѓе. Во право си. Единствената цел ми беше да го држам Акиф подалеку од господинот Керим, ама не успеав баш. Барем да имаше направено копија од тие документи. Воопшто не ми текна на тоа. Кога ме повика Акиф, се испаничив, ги зедов документите и излетав од куќата. Не разбирам како може да се толку наивна, Нестрин. Како што ти реков, единственото што сакав беше господинот Керим што побрзо да излезе од полиција. А дома што рекоа? Кога слушнаа дека поради тебе завршија во полиција, особено господја Селда. Мислам дека господинот Керим ништо не и кажал на господја Селда, затоа што са бајле кога разговарав со неа не ми дозволи да се објаснам и да се разбереме. Ако знаеше таа... Ке се налутеше, нели? Ке се налутеше малку речено, ке настанеше хаос. А и немаат кривица, нели, Нестрин? Поради една девојка што работи дома за малку да им се случи голема неволја? Како и да си одиме. Али, јас нема да одам дома. Сушност, треба да одам во агенцијата за недвижности, ке ме однесеш ли таму? Добро, ајде да одиме. Али? Нема да му кажеш на господинот Керим дека ме виде тука, нели? Али те молам. Добро, Нестрин. Само никогаш повеќе нема да се гледаш со тој човек. Види, не сакам тој човек да биде околу Керим и неговото семејство. Добро, ветувам. Хајде тогаш. Ипек написа. Што ти се случи тебе, душа? Зошто полуде така, Несрин и Фатма секогаш се мешаат и постојано се дрски? Требаше веќе да се навикнеш на тоа. Да, но не морам да ги трпам. Од сега па натаму нема да ги трпам. Каде си до сега, Несрин? До кога ќе те чекам? Шулет те молам, цело утро се замарам со свршеникот твој. Со Али? А зошто? Ма остави тоа. Господинот мисли дека е детектив. Да не го слушна тоа што го рече. Тогаш немој да му кажеш. Нема, не грижи се. Сега ќе му се повреди егото на господинот. Ајде, остави го сега тоа. Зошто ме повика, кажи ми? Ке ти кажам, ама многу сум уморна, да седнеме малку, те молам. Несрин, слушај, немам време. Ајде, дојди. Полудела ли оваа девојка? Како да полудела, господје Султан? Да не беше Емине, ке му убиеше. Која беше причината? Што и да е причината, туба никој нема право така да вади нож кон друг. Може би си рекла нешто што е налутила? Не, туба ханум ништо не реков, само ја прашав толку млада си, зошто бараш работа со спиење, дали има нешто со очувот и таа полуде. За тие ли зборови, полуде? Да. Ако не ја фатеше Емине, ќе ме пробудеше со нож, така барем ми фрли чаша на глава. Ако не се поместев, ќе ми ја скршеше чашата на глава, Султан. Ако не ми верувате, прашајте Емине. Ќе разговарам со Ипек. Ипек е мирна девојка, сигурно Фатма ја изнервирала. Добро, но како и да е, што и да направила Ипек е погрешно. Така е. Хајде да видиме што е работата. Берен, ова не е некаква обична работа. Ипек може да избркаат од работа. Хајде. Веќе ми е преку глава од сите овие интриги во оваа куќа, туба. Гледај, Ипек е најчистата девојка овде, не сакам ништо да ѝ се случи. Хајде. Ти зборуваш ли со Зейнаб? Иако беше слободна, дојде денес на работа. Добра. Ајде да одиме во кујната, после ќе зборуваме за ова.
Што се случува тука? Ништо, господје Султан. Ако не е ништо, тога што е ова? Имаше мала незгода. Не лажи мене. Вака да се караш не идоликува на една млада девојка како тебе. А освен тоа, Фатма ти е како мајка по години. Што значи тоа со нож да и се закануваш? Ама каков нож немаше, господје Султан, Фатма претерува. Ете пак лажеш, Емине. Ти си таа која што лаже, Фатма. Султан Ханум, се колнам дека ме клевети. Бабо, подобро внатре со Ипек разговарај. Ипек, дојде во работната соба. Девојката е како луда денес мене, утре тебе не разбирам зошто ја штитиш, Емине. Ти и кирка ти постојано сте против Ипек и таа не издржи ја фрли чашата. Чаша ли фрли? Со нож ме нападна, не со чаша. Господја Фатма, смирете се. И онака има доволно проблеми во куќата. Нема потреба да се преувеличува. Јас не прифаќам вакви игри, разбра? Ако ја избркаат Ипек од оваа куќа, тогаш да знаеш дека... Што ќе биде ако ја избркаат Ипек, а? А? Значи со вас двете нема да има крај. И ти и кирка ти подалеку од мене. Секогаш на почетокот на секој ваш збор е мојата керка. Што сакате ви од мојата керка? Дај Боже на сите да ви падне камен врз главата, колку што ја спомнувате. Елегантна облека е тоа? Што ќе ти е тебе елегантна облека? Ти само чистиш во куќата? Аман, Шуле, не мораш да бидеш толку груба со мене. Извини, само се изненадив толку. Зошто толку се изненадуваш? Јас надвор од таа куќа имам свој живот, имам луѓе со кои се гледам. Имаш ли момче? Да, ама се уште е многу ново, не може да се каже дека ми е дечко. Требаше веднаш да кажеш, Несрин. Вечер ќе излегувате никаде? Да, ама не сакам домашните да знаат ништо. Нема да им кажам, не грижи се. Особено не на никој од семејството. Нема да можат да поднесат, нели? Токму така. Да ти кажам нешто, Несрин. Дојди кај мене, земи што сакаш од обликата. Се уште имам облека во шкафот со етикета, не ги носам. Колку си среќна ти. Човек не станува среќен само со тоа што има облека. Да не би имала, ке знаеше колку вреди. Како и да е. Шуле, ќе може ли уште нешто да те замолам? Ако е нешто што можам да го направам, Нешто што можеш да направиш, да. Можам ли понекогаш да ја користам твојата куќа? да ја користиш мојата куќа, ќе го носиш момчето кај мене, Несрин? Не, секако дека не. Само кај мене дома не можам да се средам убаво. Кај тебе би можела да се средам како што сакам. Само за тоа, за толку? Само толку, да. И онака ти најчесто си кај Али, а јас за половина час ке се спремам и ке излезам. Нема ниту да ме видиш. Добра. Ама кога ќе дојде време и ти ќе ми помогнеш, Несрин. Срамота, па веќе ти помагам тебе. Добра. Дојди кај мене, користи ја куќата, носи ја мојата облека. И онака во мојата куќа има се што ја треба на една жена.